дојдовте на Сигнал МК. Го гледате најновото интервју во кратки црти. Во ова интервју разговараме за изгубеното македонско национално достоинство и пасивноста на Уставниот суд по истото прашање. На оваа тема, со мојата професорка и носител на кандидатска листа во избор на Единец 1, професор доктор Гордана Селјановска-Давкова. Професорке, ви благодарам што прифативте поканата за ова интервју. Јас ви благодарам на поканата. Вие однодамна сте и на TikTok. Како ниеден политичар досега се охрабревте да ги турнете сите генерацијски бариери и да им се обратите на најмладите. Кажете ми, што ве поттикна на таквата одлука? Сите постојано се повикуваме на младите. Велиме дека се што правиме за нив. Тогаш е редно да се соочите со младите. Да ве прашуваат, а вие да одговарате. Впрочем, има ли нешто поприродно за еден професор од тоа, дружејќи се со младите, заразен од нивниот младешки непослушен дух, да се обиде да комуницира на младешки начин. Впрочем, мојата професија е неразделна од младите, ним им го должам младешкото чувство. Се обидувам да говорам на нивниот јазик, зашто инаку ќе бидам досадна и нема да доаѓаат на моите часови. Сократовски, значи, е односот. Јас ги учам и учам од нив, но она што ми го даваат тие, а е од непроценлива вредност, е непослушноста, критичкиот ум, младост. Дори стражував за вас, забележав промена во вашата реторика, односно во споредба со претседателските избори, сега забележувам зголемено ниво на патриотизам или можеби поголемо национално чувство. Кажете ми, на што се должи таквата промена? Тоа е логичен одбранбен механизам на секој човек. Јас предавам и верувам дека она што ги прави горди и она на што имаат право сите нации, мора да важи и за македонската. Но, можам да зборувам за уставен патриотизам, може да зборувам за правен патриотизам, но може да зборувам во правост и за национален патриотизам. Што значи тоа во мојата реторика? Дека сакам да сме стандардни. Стандарден во моментов значи да кажете дека живеете во мултикултурно општество, но да кажете и дека нацијата современа ја подразбирате како демос, односно како збир на граѓани. Значи, треба да сме еднакви како индивидуи, односно како граѓани. Не сум чула за етничка еднаквост. Да продолжиме со едно хипотетичко прашање. Да речеме дека по овие избори ВМРО ДПМН ќе успее да обезбеди двотретинско мнозинство во собранието и со тоа ќе може да ги оствари сите своји заложби, односно да го врати изгубеното македонско национално достоинство. Кажете ми, очекувате ли безбедносни предизвици во една таква ситуација? Што во тие моменти што може да очекуваме од нашите сограѓани албанци, а што од меѓународната заедница? Прво, не може. ВМРО може да победи, но не може да освои двотретинско или квалификувано мнозинство, но може да создаде такво мнозинство со коалиционите партнери. Тоа може. Безбедносна дилема во 21. век, кога сите велиме дека сме пред портите на Европската Унија, односно пред бриселските порти, дека како членка на НАТО, исто така решаваме многу безбедносни дилеми, иако да бидам искрена, НАТО ниту реагирало, ниту реагира во внатрешните односи на било која држава, но мислам дека поминаа тие времења, зад нас се.
не може да биде безбедносна дилема победникот, кој што има мнозинство во парламентот, заедно со останатите, да зачекори во реафирмација, во обнова на владењето на правото, справувајќи се со корупцијата, со криминалот, со непотизмот и градејќи држава по европски модел. Не ми е јасно што би било тука безбедносна закана. Постои закана, да, за оние кои го кршат правото, за оние кои се криминализирани, за оние кои се корумпирани. Но за обичните граѓани, без оглед на етничката, верска или било која друга припадност, ова ќе биде мир. Сакате да кажете дека доколку ВМРО ДПМН се обиде да го врати името, во тој момент не би требале да очекуваме било какви посериозни реакции од нашите сограѓани албанци. Видете, секогаш кога нешто што е легално и легитимно, а значи политика се остварува на легален и легитимен начин, не треба да биде никаков проблем. Оти прашањето е тогаш како дојде до промената на името. Ние, кои велиме дека името е неразделно од правото на самоопределувањето и дека името не е ничија партиска или политичка собственост, туку е наследено и му припаѓа на народот, зашто легитимитетот на секоја власт извира и значи му припаѓа на народот, мора да ја почитуваме народната волја. Се што е во рамките на политиката согласно Уставот и законот, а не ја негира, туку ја следи народната волја, е легално и легитимно. Ова важи за сите држави, за сите демократски политички системи, треба да важи и за македонскиот. Ако нешто се прави спротивно на Уставот, на законот и на меѓународното право, тоа е тогаш проблематично и може да предизвика вознемиреност и надвор и внатре. Но кога водиме ние политика врамена во правото и кога процедурата е уставно и законски утврдена и кога носителите на власта ги почитуваат овластувањата од Уставот и законите, тука нема ништо проблематично. Да заклучам. Јас честопати велам, или го цитирам, Русо, Томас Џеферсон, па и мојот колега Венизелос, кој што вели дека секоја генерација има право на свој устав. И оваа генерација, и идните генерации, и секој парламентарен состав со потребното мнозинство во потребната процедура исто така може да постапува. Професор, ќе ви благодарам за одвоеното време за ова интервју. Драги гледачи, го гледавте интервјуто со професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. За повеќе вакви интервју и за да го поддржите нашиот младински медиумски проект, претплатете се на нашиот YouTube канал и секако ставете на лайк.